И се враќаме повторно во студиото со моите две гостинки, господите Вања Михелова и Софија Дојчиновска, кои што се од првиот состав на антикорупцијска, тогаш се викаше, сега ДКСК, и точно знаат ни што поминуваше државата, па и тие како партиципенти во овие комисии, додека политичарите прво, па и граѓаните се навикнат да размислуваат дека корупцијата не е исплатлива работа во една држава ако сакаме да градиме држава по сите шнитови како што треба и да влеземе со аспирации во ЕУ. Веќе станавме во НАТО, уште поголема врската да бидеме како што треба. Значи, го загатнавме прашањето со мојата гостинка и вие тука гледав како коментирате кога американската амбасадорка рече дека особено на одбележувањето на патронот, дека неказнивоста е всушност учество и дека корупцијата мора да се идентификува. Што е потешкото, да се идентификува или таа да се сосече из институциите на системот? Благодарам на поканата. Мислам дека воопшто не е тешко да се идентификува. Корупцијата е во власта, ама тешко е да се сузбие. Тоа е проблемот. Затоа она што се прави, ова што е иманентно на оваа институција, каде што Вања е представник на првиот состав на комисијата, а јас сум од последниот состав на комисијата. Но во првиот состав бевте преку Министерството за правда, партиципиравте сепак во служба и затоа велам од почетоците знаете, да. Апсолутно, од првиот ден кога ме прашуваат од кога сум, неколку дена и пред комисијата, затоа што така беше законот тога. Стручните и административни работи ги даваше Министерството за правда и од првите денови, значи, сум целата институционална меморија ја носам со себе, така да како што велите, можам и да говорам и од еден и од друг аспект. Уште еднаш ќе повторам, корупцијата е лесно да се идентификува. Се знае каде е, во власта е. Тие што ја практикуваат власта, тие корумпираат. А сузбивањето е многу толк и тежок процес. Долг и тежок процес, реков повторно, официјален Вашингтон преку американската амбасадорка веќе покажа дека не може да биде бескрајно толерантен, трпелив и одржа лекција. Кој свати со добро, веројатно кој со добро тоа не може, ќе има други начини како да ги свати работите. Вања, што вие препознавте во ова? Лани поранешната амбасадорка кажа дека само 8% граѓаните имаат доверба во судството. Сега друга артикулација, мислам дека малку потврда, таа беше лани повеќе во ракавици, дека луѓе, вие што си играте политичари, треба да сте свесни и малку да се освестите ако сакате да останете таму кај што претендирате да бидете. Знаете што лошото е што кај нас корупцијата се прифаќа како нормално. Се прифаќа од граѓаните. Да постои, меѓутоа било што да сака да направи, бара врски. Значи тоа е па корупција. Мислам, тоа е веќе прифатлив како начин на живење. Инаку не треба нас странските амбасади да ни кажуваат дека постои корупција, дека треба да се бориме против корупција. За мене тоа стварно е еден шамар и за државата воопшто. Иако не сме ни единствени, мислам, ги следам јас. Еве и како експерт надвор, состојбите и во регионот и надвор, тоа е све, меѓутоа секој треба да си гледа за својата држава. Ова беше многу отворено, до сега никош дипломатски и мислам дека беше во ред, бидејќи како што и самата спомна, милиони долари се потрошени за обука, посебно на судството, на правосудството и на крајот гледаме каква ситуација. Тоа е пари во ветер. Па тоа е најслабата алка. А американците не фрлат туку така пари во ветер. Нормално, да, тој одел и све. Да. Меѓутоа да, она и уште во Вашингтон кога беше нели као на низината промоција, рече дека низина главна цел ќе биде борба против корупцијата, помагање на институциите, кои што се ова, меѓутоа дека се бара одговорност. Така да овие пари што се фрлени треба да имат резултати. Јас не ги гледам во судството. Не можеме генерално да збориме, меѓутоа последниот извор на специјалниот јавен обвинител
кај што функција која што треба да биде најспособниот, најискусниот, со интегритет, значи беше не само изненадување, разочарување за целата, не само стручна јавност, него и за граѓаните. Реакциите се навистина на место и нека не се лутати од партијата, тука имавме и влијание и може и некои други, значи, незаконски действија. Каков исход очекувате и двете од тоа со господинот Табази? Нешто ќе се помести? Мислите во неговата активност? Па во неговата или да се сменат, што сега треба да го знаете сменат некои капацитетот, фигури, искуството, стручноста. Сега со како е дојден и кои се тие резултати што ги имал таму. Мене секогаш не сакам да биде некој почетник кој што оставете анонимен, па дајте му шанса. Ние треба да видиме оној што е стварно најдобар, што има искуство. И едноставно кој што нема да подлегне на притисоци. Самиот избор сега видовме дека тие што гласале најверојатно се подвргнати на притисоци. Ако не го знаеш човекот, како може да дадеш свој глас? Тоа е малку чудно, како таа цела фила една бројка респектабилна, сите се согласиле едногласно. Обично ние имаме разногласие за една мала ситница, па за ваква крупна работа сите да се едногласни. Јас да бев на негово место покрај, мислам, сите овие негативни реакции од стручната јавност, професорите, од граѓаните, мислам дека би се повлекла функцијата. Знаете, како вие не ве прифаќа јавноста, граѓаните не ве прифаќа, значи довербата веќе од почеток е на многу ниско ниво. Да видиме дали ќе се покаже. Меѓутоа, она што сакам да ве подсетам, уште кога беше изборот на Катица Јанева, јас имав интервју во Утрински весник. И Гордана Дувњак ме праша истото, што мислиш, викам не давам амблок подршка, сакам дела. И сега кога зборуваме, некош ме подсетува на тоа. Така да и сега сакам дела. Знаете како, да не го употребам зборот фрустрира, ама навистина фрустрира. Една добро смислена модел на избор на обвинител на ова обвинителство, на основното обвинителство за гонене, организиран криминал и корупција, оставено така само за себе, кој ќе го читате законот за обвинителството, како е срочено тоа во одредбите за изборот на овој обвинител, стои само тоа, изборот. Нити има доволно процедура утврдено, нити има критериуми, значи, добра идеја која е оставена така само да добиеме, како да кажам, и во меѓународната и во нашата јавност, еве нешто добро ќе се случи, на крај се претвори во својата спротивност. Значи, што ни се случи? Добра идеја, лошо спроведена. Без критериуми, без процедури, што остава? Остава простор за еве ова. Но и може би овој модел е создаден баш за луѓе кои што имаат еволуирана капацитетност да конкурираат на места каде што не се подразбираат врски, корумпираност, непотизам и... Да, рековте што очекуваме. Не очекувам никаква реакција. Колку политичари, колку истакнати првенци, да речам, во институциите беа критикувани од јавноста. Се повлече ли некој? Никој не се повлекува. Кај нас зборот одговорност е убав збор кој што го користат многу од сите политички елити, од сите чинители во системот, кој се повинува на зборот одговорност. Немаме. Тоа е. На крај се надоврзуваме на ставот на амбасадорката. Неказнивоста. Значи, сама по себе казнивоста не значи сите в затвор да ги однесете. Значи и само казнување во смисла на тоа повлекување, одговорност и така натаму. Тоа нема. Што се однесува до нашава фила извршната судска обвинителска власт и во парламентарниот дом и за очекување да очекуваме дека после 3 дена веќе се заборави се, меѓутоа Соединетите Американски држави така да се го фрла зборот во вода е некако дека они ќе следат, мислам ќе следат работава и најверојатно ќе некои други чекори ќе преземат ќе барат тоа. Може би очекуваат и сами да се свестат некои субјекти. Што ние чекаме некој друг да не ги решава секој што работи како држава. И па кога не можеме, кога не сме кадарни сами, значи некој ќе не удира е трагично. Но не е тоа место каде што треба да даваме шанса да се... Да. Значи, само се надоврзувам на тоа што Вања го искоментира. Вистина не е тоа место. Таму треба народски, како да кажам, не сексистички. Значи, таму треба
Или жена, како Лаура, да, ама не, како беше. да, во смисла на тоа на вистина со Ја не знам дали луѓето се свесни кога прифаќаат некоја функција, која е одговорноста. Знаете, тоа е страшно одговорно да бидете на такво обвинителство. И она што се очекува од вас. Мислам, дали се свесни и дали на вистина мислат дека треба да ја извршат таа функција. Дали на крајот од денот на чело на тоа обвинителство сепак ќе дојде трета поред жена? Госпоѓата Фетајеве гледаме дека се за вишото. така, со вишото се попишмани. Дали може би нешто се тактизира, тоа што ние уште не знаеме во новинарските кругови? Ние исто не ги знаеме тие игри, дали постојат, не постојат, Така. кои се причините, тоа сама се знае. Да, под оваа позиција Меѓутоа, на вистина не би коментирала и Да. не. Кога беа златните години на ДКСК низ овие 2 децении? Знаете како многу често сега тоа прашање го поставуваат вашите колеги, наши пријатели и така натаму. Јас вака обичувам да кажам, почетоците секогаш се многу ентузијастички и нема да биде скриено тоа, нема да биде само добри зборови, дека кога почна првиот состав на комисијата, наистина имаше многу ентузијазам, дури и во државата имаше ентузијазам. Потоа следеа години такви какви што следеа, дури дојдовме и до состојба кога таа беше сосема нефункционална и зашто велам почетоците се ентузијастички. Со новиот начин на избор, она како што ние пред 4 години бевме избрани, со сегашниот состав на комисијата, на вистина повторно огромен ентузијазам имаш во меѓу нас, членовите, во секретаријатот како поддршка и во првите години во државата, во политиката. Потоа, може би ќе звучи малце и така разговорно, дали се уплашија од независноста, од ентузијазмот, работата на комисијата, па некако како да се спласна таа силна поддршка која во почетокот ја имавме, па потоа ајде да си го одржиме местото, да не дозволиме да... ДКСК важи за официјален свиркач во државата. Имено. Ама сметате ли дека токму државата ве есапи со сиот респект со оглед на тоа што нема до сега процесуирани судски случаи? Да. Вања. Ниједна држава не сака добра антикорупцијска комисија. Јас тебе случајот со Словенија беше исто почетокот кога сите ја поддржува таа комисија, кога почна да се бави со функционери, со бизнисмени, моќни бизнисмени, веќе поддршката сосема спласна и знаете како спласна. Тие почна од буџетот да им скратуваат пари да не може да ја вршат функцијата. И на крајот како се спаси, каде што одевме, да речем, пошто јас у Страсбур одев Советот на Европа често, тие секаде каде што одеа го истакнуваат тој проблем. Значи не може да ја укините, нели, ќе се ова, меѓутоа на некој начин не им давате Ке ја за работа. мобингувате. Да, тоа беше Драго Кос, беше оној председател на комисијата, кој што стварно имаше големи пречки. Така да на ниједна земја не ја одговара силна комисија. Она што со вчера рече, ние кога не избраа, буквално немаше систем. Донесен закон, немавме услови никакви, ние во една соба работевме, сега да не ви кажам, ниту после имавме два тројца со нас и ги носевме материјалите дома, тама ќе ги работиме, па ќе ги донесеме, меѓутоа опште не се размислуваше тоа дали имаш опремата, да речеме, ја добивме преку проект, имав со Совет на Европа, целата опрема скоро што ни требаше. Не одеше на тоа дека немаме услови, па не знам што, требаше се работи. Ама секоја комисија си има, знаете, години во буџетот сте така како ставка, сега, добро. сега мислам не може да споредуваме, посебно сега, ама да не заборавиме, извештаите на Европската комисија пред изборот на овој цело време говореа дека ние сме така како што сме, критиките и етикетите за оваа институција беа страшни, лоши и веројатно тој момент беше пресуден да се отиде со ваков начин на избор, со обезбедување на средства соодветни, со обезбедување и на просторни услови. Ние до минатата година
се мачевме со просторните услови, па со вработувања. Сега имате преубави, баш Сега имаме начек во навистина. центар. услови сега не може да се прави. Во врат им дишате на колегите од МНР. Да, точно така. И сакам да кажам дека ако сами не знаеме да си ги дадеме оценките дома, оно што постојано не следи и каде што се стремиме, европските извештаи секоја година буквално со 3 реченици ја отликуваат оваа институција. Каде И она што Вања вели, секаде било така каде што властите се обидуваат да ги замолчат антикорупционерите, ама да речеме во Словенија како прават тоа или пак во Хрватска, они веќе се во Европска унија. Европските извештаи веќе не се занимаваат со тоа толку колку што ние сме како по таа Бугарија лупа. и Романија и све, мислам, тие се и тука нешто. Она што треба кај нас да се зајакне тоа е јавното обвинителство. Нимаме од колку требаше 20 истражни центри, има само 3-4. Мислам, нив им треба помош, значи им требаат економисти, инженери, не знам си какви. Ако сакате, она што го имаше специјалното јавно обвинителство, треба да го имат ова обвинителство. И за организиран криминал и сите обвинителства, тоа фали. Они немаат ни опрема. Никогаш немаат компјутери, немаат, мислам, основни средства немаат. Треба и тоа да го гледаме. Знаеш, покрај оној фактор човечкиот колку е, значи кај нив е просто донации во компјутерска опрема. Немаат. Ние вршевме скоро имав ние проект во институтот, точно како се спроведуваат нели програмите. Тие ги спроведеле обука, меѓутоа од обвинителството. Тоа не е нешто што видовме дека стварно нив им фалат нешто, платите им ги покачија, свеме не е само платата. Мислам основните услови ги немат, некаде немат просторно, немат тонери, не знам, мислам основни работи. Ама да не зборуваме за компјутери, мислам и кај ние. Да, ама еве немат истражен центар. Еве ние совче знае кога сме работеле во комисија, тие вика не сум економиста. Па не ги амнестира од тоа што не работат и перцепцијата што се ствара во јавноста. Не, викам едно е човечкиот фактор, мислам колку е интегритетот тука во прашање и друго е колку ти имат услови, зошто не се избора за подобри услови. Тоа е феноменот. Ние постојано, еве, овие години сега, откако е овој состав на комисијата, многу ни интензивирана соработката со обвинителството. Не можам да кажам. Имало години кога дури не ни сакале да разговараат со комисијата. Сега навистина имаме одлична соработка и ние постојано и во стратегијата, посебно тоа го имаме истакнато, дека обвинителството од највисокото до основните обвинителства имаат сериозен проблем со ресурси. Вие ако отидете и видите дека се уште рачно се водат деловодници, страшно е тоа. Мислам, не е во ред и потоа очекуваме не се секогаш не се секогаш не сакам амблок да се критикува, еве не се способни, не процесираат, се соочуваат со реални приземни проблеми. И ова со истражните центри, па од кога го говорат новиот закон за кривична постапка од пред 11-12 години, кој го предвидуваше формирањето на истражните центри и се уште го викаат нов, тој веќе четврто оделение заврши. Значи, навистина, не треба. Ниту доволно обвинители. Имаме обвинителство, мислам, без обвинител остана. Некои од помалите, не зборуваме за другиот кадар или опремата, тука од компјутери до све. Спомнам американската амбасадорка која ви кажа, сподели дека неказнивоста и е практично и рак рана заедно со корумпираноста за младата генерација, вели затоа и ви бегаат. И ни бегаат. И од моја фамилија и све децата не се толку трпеливи, стрпливи, велат, ако ти можеш тука да останеш во една ваква држава со вакви услови и можности, јас не можам, затоа што ги гледам моите другарчиња од, не знам, од Европа, од делови на светот, какви услови имаат за едукација, за работа, за вреднување на трудот во работата и така. Што треба ние, каква порака со ова им даваме на младите генерации, еден ден ќе останеме ние само така
стара генерација Знаете ќе што си отидат. Да, проблемот е повеќе во влијанието при вработување и при унапредување. Мислам само тоа се. Друго не ги интересира. Меѓутоа, вие ако било што да се вработите или било што да се направи, се бара врска, тоа е она што ги одвратува луѓето. Како рековме, Сакате со Софија, нормално да функционира нешто. Кога се договаравме вчера за разговорот за мерит системот, нели? И велам, мерит системот, ама всушност се мерит партиски систем политички, померка на апсолутно, померка на политичкиот партиите. мотив, За да. жал така е. Да, треба да се реагира. Еве добар пример беше она кога вработените и синдикатот во Македонска навигација рекоа овие се најдобри, не сакаме да не ги промените. И кога стварно еден протест. Мислам зошто тоа не го има на клиниките? Кај што им носите, имате врвни лекари, имаме некој ќе рече не, смени го тој, сакам од партијата да става. Мислам или другите институции, немаме ни реакција, младите од тоа нив никој не ги прашува, тоа е она што се разочаруваат. За жал е така. Квалитетот не доаѓа до израз и нас као да ни смета квалитетот. Така. Во било која професија, Затоа квалитетот што ви смета. Доминира не Па, квалитетот. на секој Да, не да. квалитет му Точно, пречи квалитетот. да. Имено. Значи, Зашто не- инаку како ќе се види дека другиот е некадарен, така? Да, тоа е она, мислам, главната причина, не толку платата и А светот. видите дека и луѓето со тек на време стануваат отрпнати, не реагираат, го Прифаќаат, сметаат, го прифаќаат, прифаќаат да, како да, тоа е го еден прифаќаат. нормален начин да се обстојува во живеачката тука и сега. Јас ќе замолам режијата, ние направивме една анкета вчера, многу кратка е со граѓани, кој им го беше поставено ова прашање, мислам, ќе видите одговорите какви се. Режија ви молам. Амбасадорката на Америка во Македонија вели дека имало премногу корупција. Време било да се расчисти со сето тоа. Што мислите вие, дали сте оптимисти? Да, оптимист. Според вас каде има најмногу корупција во Македонија? Секаде. Да. Од најниско до највисоко. Политиката е веќе доминантна во секоја пора. Во секоја пора е доминантна политиката, а мислам дека амбасадорката американска ќе открие многу моменти. Не знам како ќе биде, што ќе биде. Немате никакви очекувања? Како? Немате никакви очекувања? Па немам што знам јас секој ден. Тоа се секојдневни работи кои што Да, ќе се открие више крај, ова више нема напред одење. Ова мора стоп да стане, готово. Корупција колку сакаш, секаде. И малите, пази, и шелтерите корупција. Секде. Како велат за домазет е та слика без тон, ама ние денеска во анкетата видовме дека има тон без слика, некои технички куршлуци слего, ама не е проблем. не е страшно. Суштината е таа. Суштината е таа. Суштината е таа. Луѓето се отрпнати, они мислат всушност и очекуваат дека тоа е нормален начин на обстојување во земјава. Знаете колку секојдневно, значи, ќе речете суетно е кога анкетите покажуваат висока доверба кај граѓаните во однос на нашата институција. Што значи тоа? Тоа од друга страна кога ќе погледате е фрустрирачки затоа што изгубиле надеж, изгубиле верба во останатите институции и сега гледаат во антикорупцијската таа како да е се мокниот магисник во држава и таа ќе ги реши сите прашања врзани. Да, и објективно е мокна и може ако некои други не повлечат, да, нели? имено, но едно постојано ние говориме сите кога настапуваме во име на државната комисија. Таа е пред се превентивно тело. Не сме ние тие што ќе тргнеме по улиците да апсиме и да она што го правиме, јас мислам дека доколку има кој да го чуе, нели? Секогаш е упатено кон оние што ги прават политиките и што ги реализираат политиките во државата. Политики како мислам политики, не партиски. Значи, тие, доколку слушаат, ние системските прашања ги отвараме. За системските прашања говориме, за цел сет на закони кои што овозможуваат корупција. Цел сет на однесување кое што го овозможува тоа. И затоа е сериозно е кога ќе се замислат, кога ќе ги послушаат. Не само дали обвинителствата ќе постапат по нашите иницијативи. Тоа е еден сегмент, тоа се резултат на истраги, на постапување на нашата институција и кога ние ќе дојдеме за конкретен случај до основи за сомневање. Па основаното сомневање потоа треба да го утврди обвинителството. Нас не загрижува моментот кога целиот во системот наоѓаме слабости, а за тоа нема слух.
Нема слух. Тоа Господја е. Вања, за крајот на ова наше дружење овде во студиото, крај нема, затоа што и темата е бескрајна, барем за кај нас во нашиве услови, една порака до младата генерација политичари што доаѓа, зашто дел од нив се образуваат и во странство и треба да ни бидат утре политичари тука, кај нас дома. Онака, прво, генерално мислам дека немат доверба во ниедна институција целосно. А она што ни фали, после ќе ви одговорам, е кампања. Луѓето не знаат што е корупција. Некош кога вие ќе фаќате врски или ќе давате, мислите дека тоа е нормално. Тоа треба да се почне од мали. Јас колега мој комши еднаш ми рече: "Лани, вика, ајде со тебе." Толку многу државни пари на проекти се трошат за флаери, за све, за борба против корупција. Не, треба некој комисијата, веројатно со проекти или од надвор, апсолутно мора не кампања дава. Друго, како младите да влијаат, се колку е нивниот глас, мислам дека треба да биде. Некако чувствувам како и да тие наместо да донесат некоја позитивна енергија, дека како да прифаќат она што постарите го имат или оние бенефиции, како да не се многу храбри. Не гледам некоја голема храброст. Да излезе дури во партијата да каже спротивен став или на парламентот од она што партијата го сака. Она што да се избори за младите. Јас, имавме и млади и пратеници, ова не гледав дека нешто се променило. Знаете Дури што се случува и младата генерација која ќе одигне гласот, веднаш политичка партија ќе протрчи, ќе сака да се идентификува тој со ЕЗ и можеби младите треба да реагираат, да се ги барат и точно да барат она што е надвор. Нив едно што им треба тоа е она мерит систем. Значи да биде точно да не мора да фаќа врски за било која работа, посебно за вработувањето, зашто тоа е најголемиот проблем. Мерит системот да се примени, не онака сите се повикуваат на овај кој ќе гледаме кој све се избира, кој не дава функција. Тоа е она што ги разочарува. Било со кого да разговарате од младите, ги разочарува кои се тие што се избират. Значи не е квалитетот првенствено. Дојчиновски да завршиме и не чека уште еден гостин во студиото. Само да се надоврзам на Вања, точно дека треба многу да се влие на свеста и на младите. Ние имаме сериозни проекти, ама еве за жал не допират толку до јавноста, многу повеќе ни требаат ресурси да ние влеговме во основното образование, влеговме во средното образование, влеговме со проекти, успеавме да направиме да влезат програмски содржини во наставата. Секоја година организираме надпревар за творби на учениците во основното, во средното образование со тема антикорупција. Во програмите за граѓанското образование влеговме, се прават чекори. Апсолутно точно е тоа. Да го кажете јавно да се знае, да влијае. Ние, што вика председателката, и во основното често и министрите во образование. Така, слаба работа е тоа како еден систем да влезе образован систем што ќе се почитува. Не се откажуваме, ја тераме таа, што би се рекло, таа агенда, одиме постојано на темата. Мора да се крева свеста од најмали. Дури некојаш и вели, да ја цитирам председателката, од градинка треба. Од градинка да ги научиме дека не треба да те прашаат кај работи татко ти. Како еднаш зборевме за тоа. Да, тоа е во Хонг Конг, Сингапур, кај што тие почнуваат од децата, од мали, што е врските се. Ние треба да ги учиме. Ќе кажав, ние мислевме да почнеме од една школа, таму онака волонтерски, да ги учиме децата што е корупција. Не е само да му дадеш на некого кој фаќа врски преку учителката па му попушта на тоа, или мислам да децата да ги на некој квалитет, да ги учите на што е добро, што е лошо. И ова, мислам, треба, може поддршка комисијата преку проекти, али повеќе онака јавни кампањи. И ова нека биде можност за една јавна дебата кај што многу луѓе умови ќе почнат да придонесуваат за ова што вие сакате да го види светлото на денот. Ви благодарам што бевте гостинки во утрински печат денеска во вторник.